зошто не ја реализиравте спогодбата меѓу владата и МАК Петрол, која беше правена нели со медијација на Европската енергетска заедница, и дали сте свесни за последиците кои може да ги претрпи земјата, односно санкциите од нереализација на оваа спогодба? Спогодбата е усогласена, таа е потврдена, се работи законското решение кое што треба да биде доставено до парламентот. Прв пат се соочува државата со едно вакво законско решение. Тоа е надлежност на владата, но јавното правобранителство, кое што е орган во државата, вели препорачуваме да оди во собранието. Како препорачуваат институциите, така слушаме. Сега работат правници на правната законска формулација, веројатно ќе биде терк на ратификација, како што е спогодбата преспанска помеѓу Северна Македонија и Грција. Овде имаме спогодба помеѓу владата на Република Северна Македонија и МАК Петрол, која што е јасна, чиста и слична, но мораме да го оформиме тоа преку закон. Законот се работи, јас верувам дека на следната седница владата ќе го утврди ваквиот закон, ќе го пушти во собранието и верувам дека имаме време, заради тоа што се работи за техничка процедура, која што на некој начин во форма на заклучок кој што владата ги дава, собранието треба да преку ваквиот закон потврди и даде овластување владата да ја потпише спогодбата и да влезе во реализација. Парите се реализирани во буџетот на крајот на 2012, тие се исплатени на МЕР, за да може МЕР преку докапитализацијата го откупи делот на МАК Петрол и државата стане 100% собственик. Зошто е важно за тоа и Европската енергетска заедница ни препорачува час поскоро да го спроведеме законот за енергетика, се работи значи за спроведување на законска обврска, која што е согласно европските енергетски правила, каде што дефинитивно ќе имаме разделување на оператор со дистрибутер, односно снабдувач со дистрибутер. Дефинитивно тоа е првиот услов за да можеме да влеземе во потпишување на договорите со интерконекторот и да не ги изгубиме европските пари кои што се дадени во грант. Постапките одат согласно динамиката, државата мора да ги почитува сите препораки на институциите, ние можеме да дадеме наредба на институциите, но институциите постојат да стручно ни укажат како треба да постапиме. Затоа, колку и владата да сакаше да тоа го направи како што мислиме, дека владата треба да потпише спогодба и готово е, но сепак правобранителството препорача да одиме во парламент, еве го работат законот и верувам дека ќе го донесеме ваквото законско решение. Дали ќе го очекувате да се донесе до предраспуштање на парламентот, зашто има уште 2 недели? Верувам дека може да се донесе, заради тоа што се работи за едноставна постапка, се работи за нешто што е апсолутно бенефит на граѓаните, за нешто што е логично по закон што треба да се спроведе во државата, а секако ги отвара сите можни перспективи, прво да имаме и алтернативни набавки на газ, значи да не зависиме само од едниот гасовод, веќе ќе можеме преку Грција или преку долниот цевковод кој што е проектиран помеѓу Петрич и Струмица, значи веќе трета конекција која што се случува, сето тоа е возможно само ако помине законот. Добро е да го поминеме законот до работењето на парламентот, заради тоа што има една голема дивиденда која што државата ќе си ја земе само за себе, не мора да ја подели со МАК Петрол, тоа е причина повеќе пратениците тоа законско решение да го усвојат и на крајот на денот од тоа зависи развојот на мрежата по градовите. Мораме да го решиме тој дел за да можеме понатаму да навлеземе во развој на мрежата по градовите, таму каде што се концесионери, кај што градат сами, кај што ќе одиме со компресиран газ и така натаму. Очекувате договор за законот за обвинителство? Јас очекувам, заради тоа што верувам на сите им стане јасно дека се работи за правно, формално, потребно за државата пред се решение. Треба да го донесеме прво заради државата и нашиот народ. А секако би било добре дојдено да дадеме алатка плюс, аргумент плюс на еврокомесарот, на земјите членки на Европската унија при следното одлучување за нашата земја, која што беше најавено во мај во Загреб, секако имајќи во предвид дека парламентарните избори се на 12 април, влада ќе се формира некаде мај месец и слично, убаво е ваквото законско решение да го донесеме. Во случај да не го донесеме, ние после изборите треба да го донесеме. Што ќе промениме? Дали ќе помогнеме на државата или не? Дајте сите да им помогнеме на државата. Драго ми е што има капацитет пратениците, пред се министерката како организатор на јавната дебата, но и координаторите од сите политички партии да организират една експертска расправа. Апелирам да го искористат и викендот предстоен, значи и утре петок, и сабота, недела, да ги оформат сите предлози и да ги структурират во форма на амандмани, практични предлози, да бидат вградени во законското решение и ако треба понеделник владата веднаш да го пушти, како конечно решение во парламентот, секако се работи за европско решение согласно националната европска стратегија со европско знаменце, да може да до крајот на работењето на овој парламентарен состав тоа го согласиме. Мислам дека стана поприлично јасно, ги слушнавме експертите, го слушнавме државниот обвинител, други обвинители, адвокати, професори, сите.
Верувам дека може да се донесе вакво решение и драго ми е што стига убав позитивен сигнал за одговорноста од независната пратеничка група која што ме охрабрува. Тие не се безусловни, имаат своји услови, сака да го подобрат законот. Верувам дека и тие ќе врадат соодветни решение во самиот закон, кој што ќе биде навистина гледан и од очите на опозиционерите, за да може на крајот да се донесе. Но би бил најсреќен ако се донесе со консензус. Како коментирате сведочењето на обвинителката Лиле Стефанова од специјалното обвинителство на рочиштето за рекет, дека пасошите на обвинетите во случајот Империја по барање на специјалната обвинителка Катица Јанева им биле вратени во контекст на оние договори, преговори кои што беа за Законот за јавното обвинителство и за уставните измени. Дали тие теми биле предмет на политички пазар на овој начин? Не, знаете, јас само ќе ве потсетам дека секогаш и во тоа време, каде што беше отворена дебатата, дали луѓето треба да бидат во притвори, колку во притвори се носеше уставните промени во законот, се ратификуваше Преспанскиот договор, пред тоа и после тоа и во времето на овој период јасни како власт бевме со своите ставови. Притворот не треба да биде казна, за кој сака нека се однесува. Има луѓе кои што не се многу пријатни за заев во државата заради мои лични ставови, можеби ставови на владата, но ние сме пред се сите одговорни луѓе и секој пат сме кажувале конзистентни ставови. Веројатно тоа било и причината да се каже во таа констелација кога секако имало и други мерки на улеснителни, а не притвори, се донеле такви одлуки. Така и го толкувам, не знам како другчие да го толкувам. Сето друго е судски процес кој што треба да ги извади сите аргументи, сите укажувања, сите сведочења, сите докази за на крајот судот да си носи одлука. И уште едно, се согласувате ли со констатацијата на коалицијскиот партнер Бујар Османи, кој што предваден рече дека недобивање на датум за преговори во март би било директно мешање и влијание врз исходот на изборите во април? Се работи за наши коалициони партнери со кои што соработуваме. Бујар Османи е вграден заедно со сите нас во сите успеси на државата, заедно кои што кои што гласавме пред се во парламентот преку 81 пратеник за уставните промени, но и постигањето на договорите и внатрешни и надворешни во државата. Јас би бил внимателен на ова прашање, не би сакал да предизвикам никакво разочарување. На нас не е најавено со Европскиот совет од 17 и 18 октомври дека ќе се одлучува во мај месец на Загребскиот самит 7-8 мај и не би давал дополнителни нереални очекувања за март. Слушаме информации, се зборови за март, се зборови за јуни, јули, па и октомври до година. Ние еднаш се изгоревме од оваа работа сите. Разочарувањето беше големо, имаше дури одреден гнев. Една од причините зашто одиме на избори е токму таа одлука и би бил внимателен ние да работиме нашата работа, да даваме само повеќе аргументи како Законот за јавно обвинителство, да правиме реформи во правосудството и сите други реформи, а Европа кога ќе биде подготвена за одлуката, нека не изненади, нека биде тоа позитивно. Јас само препорачувам да биде час поскоро, заради тоа што секогаш кога не се затворени прашањата, се стратешки определби на земјите, а така и нашата стратешка определба датумот за добивање на почеток на преговорите, да не остава тоа простор за нови национализми, нови провокации дома и со соседите, а тоа ќе изискува и нови вета, така да тоа не ни треба. Јас верувам дека внимателниот однос на сите кон државата и кон европската одлука која што очекуваме, ќе не стави во многу по-одговорна позиција сите нас како политичари. Во 18 часот имате средба на Бихачка. Што ќе разговарате на состанокот? Почнуваат постапките, денеска се одлука на Централниот одбор за роковниците, правилниците и постапките за кандидирање на кандидати. Ние сме демократска партија, основот на кандидирањето почнува од базата. Тоа значи секој месен одбор, тоа е на ниво на избирачко место, има право да кандидира кандидати од самите локални заедници, од каде што доаѓаат, така и од регионите. Тоа е само почеток на постапката, која што треба да заврши некаде помеѓу 10 и 15 март, каде што ќе бидат утврдени самите кандидати. Во самите постапки имаме многу новини, имаме посебни селекции, помогнати со странски експерти на самите кандидати. Сакаме самите кандидати да му дадат едно ново светло на независноста на парламентот во оној период кој што предстои пред нас. Тоа се исчекори во демократијата во нашата земја, кој што ќе бидат од помош секако на сите во општеството.
пред вакви постапки многу е важно да го слушнеме гласот на граѓаните, да кажеме што мислат кои се нивните најдобри представници во целиот тој процес и затоа за нас се многу важни ваквите постапки, не само за да ги избереме најдобрите кандидати, туку преку ваквата селекција на кандидати и самите кандидати дадеме едно ново светло на исчекорување на демократијата во нашата земја, преку уште поголем исчекор во демократското однесување на парламентот во иднина. Ви благодарам. Благодариме.